Европскиот економско-социјален комитет подготвува извештај за владење на правото и социјалниот диалог во македонскиот пристапен процес. Утврдени се бројни слабости кои комитетот ќе ги представи пред владата, но забележуваат дека проблемот не е во законската рамка, за која посочија дека е одлична, туку во спроведувањето на истите тие закони. Оттаму нотираат дека корупцијата останува клучен проблем и ги нагласуваат потребните реформи во судството. Слабо спроведување на работничките права, особено во зоните, слободните трговски зони и исто дури и дискриминација на трудни, на бремени жени на пазарот на трудот и дебатата за минималната плата. Нема вистинска одговорност во однос на проблемот со говорот на омраза, спречување на родово засновано насилство, заштита на жртвите и гонење на сторителите во однос на владењето на правото. Корупцијата секако е слонот во просторијата. Посочија проблеми во однос на судството, особено финансирањето. Нашиот пат во интеграција се подпираше не само на институциите, туку исто така и на граѓанското општество. Синдикатите, организациите на работодавачите, образовните установи, академијата и медиумите. ЕУ мисли дека ние недоволно правиме за исполнување на критериумите. Ние пак мислиме дека има други политички позадини за нашето членство, вели првиот човек на Стопанската комора кој апелираше на попрагматичен пристап на ЕУ кон бизнисот. Оставете на ние да си го работиме своето, а ЕУ нивното. Вака побрзо ќе напредуваме, порача Бранко Азески. Да не се доаѓа до ситуации како во последниве неколку месеци, кога 3-4 мерки кои што долги години се на некој начин поставаа по страна околу движењето на стоките и луѓето, сега се сконцентрира да бидат испласирани во последните 2-3 месеци наеднаш. И се добива впечаток као да Европската унија прави гард према нас. И тоа е тешко да го објасните, кога ќе треба да им кажете на членките и на представниците на бизнис заедницата како тоа треба да се направи. Иако од невладиниот сектор рекоа дека се уште се борат со тоа да бидат вклучени во пристапниот процес, од Европскиот комитет ја истакнаа нивната работа во спроведувањето на реформите и порачаа дека тие ќе бидат вклучени на рамноправно ниво во работата на Комитетот за Западен Балкан, што всушност е дел од постепената интеграција на земјите кандидатки во работата на ЕУ институциите, изјави претседателката на Комитетот за следење на Западен Балкан при Европскиот економски и социјален комитет.